Почитувани, во период на корона епидемија, Филипче и Фондот за здравствено осигурување ги казнуваат матичните лекари. Министре, знаете дека во овој период ниту еднаш не ги посетивте матичните лекари и не поразговаравте со нив за нивните потреби и услови во кои што работат без никаква помош и подкрепа од вас. И покрај тоа што се преоптеретени и изморени од работа, матичните лекари продолжуваат да работат се со цел да помогнат на што повеќе граѓани кои што лутаат низ хаотичниот здравствен систем кој што вие го создадовте. Зарем заслужија докторите вие со фондот да ги казнувате за технички работи? За некој пак има и повеќе казни. Од тука казните се движат од 15.000 денари до 25.000 денари. За некои ординации достигнуваат дури и до 75.000 денари. А зошто се овие казни? Повеќето се за препорака за лек, неуредна евиденција или запишана во картон, а не и електронски. Или пак обратно. Внесен е прегледот во систем, а не е запишан истиот во картон. Министре, и вие сте лекар. Зарем медицинските лица се казнуваат во период на епидемија за вакви работи? Зарем вие, ако имате можност да препишете некој лек, нема да му го препишете на пациентот? Ке го оставите да чека неколку дена или пак неколку недели? Здравствениот систем не функционира. Специјалистички прегледи скоро и да нема и не се достапни. Ништо од вашите испорачани ветувања до сега. И сега, наместо награда за докторите и матичните лекари, вие со Фондот за здравство, наместо да стопирате било какви казни поради епидемијата, вие на повеќе од 800 лекари веќе сте им испратили известување и рок за плаќање на казната. На други пак, веќе сте им испратиле по пошта. Дали тоа значи дека на повеќе од половина од ординации на матични лекари ќе бидат казнети? Срамно е. Вакцини не обезбедивте на време. Здравството го колабиравте. Луѓето ги оставивте на милост и немилост. А сега како лекар му препишувате лек на пациентот, наместо да му препишувате лек на пациентот, вие го казнувате. На крајот, вие ќе бидете казнати за сите овие постапки кои што ги спроведувате. Благодарам.